Министерката за финансии, во изјава од економскиот форум во Делфи, изјави дека најголема штета од новите царински одлуки ќе претрпат САД. Таа нагласи дека владата ќе продолжи со разговорите со американската администрација за воспоставување слободна трговија. Оваа недела таа патува во Вашингтон на пролетните средби на Меѓународниот монетарен фонд и Светска банка, каде ќе оствари средба и во трезорот на САД. Форумот во Делфи годинава го одбележува своето 10-то издание. По најавата на Доналд Трамп за 90-дневна пауза на царините, освен за Кина, берзите нагло пораснаа, а најбогатите луѓе во светот ја зголемија вредноста на своите компании за рекордни $304 милиарди во еден ден. Ова е најголем еднодневен раст забележан од Блумберговиот индекс на милиардери. Индексите S&P 500 и Настак забележаа најсилен раст од 2008, односно последните 24 години. Добивките продолжија и во Азија, со најголем скок на акциите во повеќе од 2 години. Македонската берза забележа значаен раст, откако американскиот претседател најави 90-дневна пауза на високите царини. Индексот MB10 порасна за 1,65% и достигна вредност од 10.311,95 поени. Најголем раст има акциите на NLB банка, плюс 3,61%, и Алкалоид, плюс 3,60%, додека во минус се најдоа Гранит, минус 2,96%, и Македонски телеком, минус 0,07%. Остварени се 218 трансакции со вкупен промет од 66,3 милиони денари, 1,08 милиони евра, од кои најголем дел на официјалниот пазар. Најтргувана беше акцијата на Комерцијална банка, со промет од 37,7 милиони денари и пораст од 1,40%. Забележана е и блок трансакција од 2,88 милиони денари за 100 акции од истата банка. Според најновите податоци на Евростат за јануари, најниската законска минимална плата во ЕУ е забележана во Бугарија 551 евро, а највисоката во Луксембург 2638 евра. Вкупно 22 од 27 земји во ЕУ имаат утврдена минимална плата, додека Данска, Италија, Австрија, Финска и Шведска немаат законски дефиниран минимум. Во 10 земји минималната плата е под 1000 евра, меѓу кои се Унгарија, Летонија, Романија и Хрватска. Во 6 земји таа се движи од 1000 до 1500 евра, додека Франција, Белгија, Германија, Холандија, Ирска и Луксембург имаат највисоки нивоа, над 1500 евра. Разликата меѓу најниската и највисоката минимална плата во ЕУ изнесува 4,8 пати. Но, кога се земаат предвид трошоците за живот преку паритет на куповна моќ, таа разлика се намалува на 2,3 пати, од 878 во Естонија до 1992 во Германија. Албанскиот премиер Еди Рама, при посетата на индустрискиот парк во Тираана, истакна дека земјата доживува значителен развој во воената индустрија. Тој најави стратегиско партнерство со една од водечките светски компании и производството на нова генерација воени возила, кои ќе се извезуваат на меѓународни пазари. Првото албанско оклопно возило, Шота, беше представено од Аријета Пуца. Рама најави и нови можности за вработување, со високи плати за квалификувани професионалци во воената индустрија. Поранешната канцеларка на Германија, Ангела Меркел, во четвртокот изјави дека Фридрих Мерц, очекуваниот следен лидер на Германија, има апсолутна волја за власт. Коментарите дојдоа по договорот за коалиција на партијата Христијанско-демократската унија со Христијанско-социјалната унија во Баварија и Социјалдемократската партија, што го отвори патот за Мерц да стане лидер на германската политика. Меркел и Мерц некогаш беа ривали за лидерството во овие коалацијски партии, но поранешната канцеларка го победила Мерц во внатрешната борба за моќ во раните 2000-ти. И покрај тешките односи, по пензионирањето на Меркел, двајцата беа видени како срдечно комуницираат, а Меркел му испратила порака на Мерц по неговата победа на последните избори. Русија изјави дека не е обврзана да му пружи воена поддршка на Иран доколку САД го нападнат, откако американскиот претседател Доналд Трамп предупреди Техеран да не развива нуклеарно оружје. Трамп изјави дека Вашингтон преговара со Иран за неговата нуклеарна програма, која западните земји ја сметаат за потенцијална закана. Иран, пак, тврди дека програмата е мирољубива, а преговорите се водат преку посредник во Оман. Рускиот заменик министер за надворешни работи, Андреј Руденко, изјави дека нападот на САД врз Иран би имал сериозни последици за регионот и дека Русија е подготвена да посредува во преговорите, но дека не има договорна обврска да интервенира во воен конфликт. Експертот за Иран, Хамидреза Азизи, истакна дека Иран веројатно ќе остане сам во случај на директен судир со САД. Јужноафриканските власти соопштија дека хеликоптер се урнал откако пингвин, кој се наоѓал во картонска кутија, случајно ги поместил контролите на авионот. Во инцидентот со хеликоптерот, среќно нема повредени, вклучувајќи го и пингвинот кој бил во хеликоптерот. Животното успешно го преживеало настанот без никакви последици, додека хеликоптерот претрпел сериозни оштетувања.
Пилотот, кој е 35 годишен, има лиценца од 2021 година, со над 1650 часа лет, не беше именуван во извештајот за несреќата. Сепак, како резултат на инцидентот, му било препорачано да помине дополнителна обука, посебно за безбедносни процедури кои се однесуваат на транспортот на животни. Наместо пингвинот да биде ставен во безбеден транспортен простор, картонската кутија во која бил сместен била во скутот на истражувачот кој го држал со раце. При полетувањето, на висина од околу 15 метри, кутијата се лизнала и удрила во контролната палка, предизвикувајќи нагло и силно свртување надесно. Сечилата на роторот удриле во земјата и хеликоптерот се урнал.